Здраво, пријатели! Добре дојдовте во денешнава повторно разубавена епизода. Имаме повторно гостин од понежниот пол и навистина е ретко да се види машко у овие епизоди. Не знам зошто е така, можеби поради фактот што жените се у принцип похрабри, ние маживе, како мене јас изборувам тука, ама иницијативата превземање можеби почесто и поише имаат жените. У секој случај ја имаме Драгана. Со Драгана има денеска доста убави работи, инспиративни да споделиме, затоа што и Драгана е инспирација и повеќето од луѓето кои што се гости тука се инспирација, бидејќи јас секогаш сакам да се врзам со приказните на луѓето и со тоа да навистина имаат нешто уникатно и оригинално во својот процес, бидејќи на крај на денот никој тука кој што можеби седнал не знам каква фитнес ѕвезда или инспирација, но е инспирација и ентузијаст, можеби, јас би го нарекол. Драгана, фала ти што прифати покана. Благодарам на сите убави зборови кои што ги кажам. Да, чекај, тек ќе гледаш убави зборови. Да, не сме завршени. Знаеш што, пошто тоа ми е некако обичај да луѓето, односно оваа заедница која што ме следи, да ги ја запознавам со гостите. Чисто, еве, сакам да можеби кажеш која си ти, како се најде во оваа индустрија и се инволвираше во сето тоа, како се заљуби во она што го правиш, бидејќи знам дека си заљубена од причина што бројките кои што на луѓе кои што те следат и кои што сакаат да се во твое обкружување покажуваат дека наскоро можеби ќе треба да се ширите у FitLife. Благодарам уште еднаш на поканата. Многу ми е драго што имаме и ваква една соработка. Се со вежбањето, со healthy lifestyle за мене започна многу одамна. Значи јас Драгана што сум денес сум многу одамна, од пред, не знам, пред 13 години, да, уште кога бев прва година средно. Се започна тогаш, за полека со текот на годините да сватам дека се пронаѓам тука. Приказната со FitLife започна во февруари 2016 година, сосема случајно. Јас од секојаш сакав да истражувам здрави рецепти, да готвам дома, да пробувам маски природни за лице, паралелно нормално вежбав цело време и бев во тек со сето тоа и бев инструктор нормално, веќе 4 години наназад сум аеробик и пилатес инструктор. И дечко ми ме натера, зашто да не пробаме да направиме веб страна, да ги споделуваш, да не им помогнеш на луѓето и да не го споделиш тоа што нонстоп го правиш. И јас бев скептична, па немам време, па можеби нема да можам, бев скептична за сето тоа, но почнавме. Почнав ми продолжив да бидам скептична, затоа што си викам тешко е да направиш круг на луѓе да те следат едно друго. Но резултатите го покажаа спротивното и за помалку од една година... Ама уште потешко е да се заљубиш у нешто и да знаеш вистински што го сакаш, а дека публика секогаш ќе следи луѓе кои што го имаат тоа и мислам, ако е пак на еден начин дигитално FitLife као блог и тоа што го споделувате, у секој случај е органски и природно и не е копи-пейст и не е затоа што е тренди, туку затоа што стварно го сакаш. Да, и го правиш со душа и го правиш така како што треба. И се започна така, за помалку од една година имавме повеќе од 10.000 следбеници. Постојано, значи, јас поделував рецепти кои што ги правам. Колку години е FitLife веќе? Мислам како блог и како фан страна, може. Година и пол. Година и пол? Знаеш дека ми се впоише. Да, година и пол. Браво. И супер одат работиве, секој ден, значи, коментарите кои што ги добивам, луѓе кои што се задоволни, кои што ги пробуваат рецептите кои што прават, супер топ. Ваквите некои коментари ме бодерат да бидам уште подобра и подобра. Уствари тебе ако те погледне човек од тоа што го правиш на блогот и на фан страната, можеби ќе ти помисли дека тоа е катче за рецепти, дека уствари тоа е твојата основна дејност, ама она што јас го знам е дека и тоа е како вредност. Друго, ти си вработена со нормално класично работно време као фармацевт. И трето, имаш и фитнес, односно аеробик пилатес студио, што мислам стварно кажува за тоа каква личност си е сега. Нешто ме интересира. Пилатес и аеробик се дисциплини кои што не е нешто ново на пазарот и не е нешто што не е видено, затоа што обично ние луѓето секогаш бараме као некои новини на пазарот и во секоја индустрија, па и во оваа индустрија за здрав и активен живот и за фитнес. И она што можеби еве, кросфит е нешто што е можеби по-ново и е по-популарно и по-тренди во моментов, но она што ми е фасцинантно за FitLife и за тебе е што
твоите часови за пилатес и аеробик се веќе преполни и она што знам дека во последниве неколку месеци се случува е да ти мораш да почнеш да одбиваш луѓе затоа што нема капацитет веќе FitLife да е преполнет и што е таа оригиналност што ти ја имаш и што ја има FitLife, што можеби ги привлекува луѓето и ги задржува, што е најважно. Да. Пошто мислам не да биде како се фалам и да бидеш да се осеќаш дека си нарцисоидна, напротив тоа е супер и да самата си свесна и да се свесни луѓе со кои што ја споделуваат. Нели вежбањето е тоа, пилатесот е тоа, аеробикот е тоа, како што спомна, не е тоа ништо ново, но мислам дека доброто е со луѓето, нешто што ги тера луѓето да се задржат е да се поврзете. Јас како инструктор да се поврзам со луѓето. Сите луѓе кои што вежбаат кај мене, јас ги познавам, дури и повеќето ги познавам и приватно. И тоа е многу добро затоа што луѓето некако се поврзуваат со тебе и сакаат да доаѓаат кај тебе. Важните се повеќе луѓето него ли парите што ги земаш од луѓето? Од друга страна е начинот на кој што ги презентирам вежбите, начинот на кој што ги мотивирам луѓето. Значи, не работева само да дојдеме да извежбаме и да си одиме. Значи, треба на секој да му се објасни зошто е вежбава, како е вежбава, значи за човекот да знае што прави всушност. Значи, многу луѓе ќе дојдат прв пат на вежбање, немаат појма од вежбање, не знаат ништо дали да дишаат, кога да дишаат, како па сега ја да дишам и да го стегам стомакот во исто време, но јас се трудам во текот на тој 1 сат во кој што сум со луѓето да се обидам се да им пренесам. А после часот нормално се дружиме во гардероба и коментираме на тема здрави рецепти што дополнително уште ги мотивира повеќе. Затоа што тука можат да најдат освен вежбање, можат да најдат и совети за здрава исхрана, за рецепти за здраве кои што секој кој што дошол да вежба секако дека и тоа го интересира. Да, супер. Знам дека имате и утрински пилатес, дисциплина која што ја работите заедно со Елена, и тоа е нешто што мислам дали тоа се поклапа за луѓе кои што се вработени или повеќе за можеби група на луѓе кои студенти и слично кои што има од колку саат од прилика тоа? Од 10 до 11 имаме вторник, петок и недела. Првично јас го почнав таа утринска група затоа што има луѓе кои што доаѓа од 6, им ќе ми рече јас сум наредната недела втора смена, не можам да дојдам, а не сакам да престанам. Да, тоа. И многу луѓе одат во две групи затоа што повеќето луѓе одат во смени на работа. Има нормално и студенти, има што е најфасцинантно ми имам една вежбачка која што има 72 години, доаѓа на утрински пилатес. И тоа е баш онака мотивирачки, женава супер, јас сум презадоволна. Да ја викнеме не за епизода. Тоа би била инспирација за сите кои што се по возрастни години, пошто мислам стварно е тоа фасцинантно, пошто обично луѓе во нашево поднебје на после 50-та година веќе која моето помина и така нак, макар што свеста се менува и јас сум среќен поради тоа. Јас имам многу вежбачки што се над 50 години, така да. Да, браво. Па тоа е, сакаат да се подолговечни, повитални старост, супер, свесни се за тоа. Сега рече дека FitLife како блок е година и пол, а FitLife како студио? FitLife како студио е многу кратко, многу сме на почеток, само 2 месеци работиме, почнавме од 1 септември 2017. Но јас сум презадоволна затоа што како што кажа на почетокот, значи сите групи ми се фул, луѓето се задоволни и јас сум задоволна затоа што тоа што го давам се гледа дека се цени. И имаш ли некоја визија за која ќе славите роден ден 3 години, кај ќе биде блогот, кај ќе биде FitLife како студио? Па имам, да. Значи се надевам дека тоа трендот ќе продолжи да расте, се надевам дека ќе продолжиме ќе се зголемиме затоа што сакам да продолжам да се развивам, сакам да се насочам во тој би се насочувала и би ги развивала аеробикот и пилатесот, можеби или би вовели некоја друга? Би вовела можеби нешто ново, но аеробикот и пилатесот иако се нешто што е познато многу одамна, се нешто кое што е многу добро затоа што пилатесот пред се и така бил креиран, нели, во Втората светска војна Јозеф Пилатес го креирал да им помогне на ранетите војници и пред се пилатесот е за вежбање, за добра физичка форма, но пред се е за здравје. Аеробикот е секако начин преку ритмички движења, преку подобра енергија да истрошиме калории, да се чувствуваме убаво. А имаше некои вакво параметри, факти, бројки кои што кажуваат на тоа колку калории можеби се трошаат, кои мускулни групи најмногу се оптеретуваат, затоа што понекогаш луѓето имаат као мислења, митови, некои работи кои што тотално се невистини, чисто пошто и ја не сум баш запознат, искрено. Па, значи за добар аеробик час, но секогаш, значи часот аеробик
аеробик и тоа колку калории ќе потроши тој што вежба зависи од тоа колку он сам ќе се даде, како што е секој Да не си прави сам паузи да, на значи, чекај да не си се, прави не сам можам. паузи. Инаку добар ефективен аеробик час троши до 500 па и повеќе од 500 калории, нормално ќе зависи тоа и од тежината. Тоа е супер. Пилатесот може би троши малце помалку, но разликата е што во пилатесот, значи нема мускулче во телото кое што не го активираме. После добар пилатес час, јас викам дека оние луѓе кои што не вежбале ќе дојдат прв пат, после добар пилатес час ги чувствуваат и оние мускули кои што не знаат дека постојат. Ќе ве боли нешто под ребрата, над ребрата, не знам. Значи навистина се активираат прстите, од прстите на нозете до прстите на рацете секој мускулче, што е многу добро затоа што за 1 сат успеваш да направиш full body workout. Да. А у аеробик мускулни групи нозе се нааптеретени? Најчесто нели бидејќи Што никогаш не вежбано, мислам, ни пилатес, ни аеробик, тотално сум. во аеробикот, особено еве да речеме степ аеробикот, па и другите типови аеробикот што ги имам, најчесто нели акцентот е на нозете, затоа што цело време скокаме, се прават ритмички движења, околу мене ми е концептот околу 45 минути скокаме. 15 минути ги користам за истегнување, за тонирање, го активираме пак целото тело, но претежно во аеробикот акцентот е на нозете. Супер. Значи, Да. за девојки За слабење, за- што ги интересира Да, нозе, да. тонус, задник, задник, таму им е секако. местото. Океј, Драгана, мислам, ние можеме да си разговараме до утре, затоа што мислам и барем и на комшинска линија ни оди Да. муабетот. Али тоа ќе си го оставиме за нас приватно и нормално, ако дефинитивно некој од вас кој што ќе има среќа да ја запознае Драгана од поблизу, ќе има можност да ја види таа љубов која што она ја има кон тоа што го прави и да добие стварно многу вредност и ве охрабрувам и топло ве советувам и ви препорачувам да го проверите и фан страната и незиниот блог. Ќе оставиме нормално и инструкции тука доле на екраниве и линкови како да стигнете до таму и ве охрабрувам и да одите и да видите како изгледа на незините часеви. И иако не сум сигурен колку ќе има место, но во секој случај пробајте. Можете и преку Fitkitt апликацијата тоа да го направите и да видите како да ја видите енергијата и ентузијазмот што ги има во FitLife. Драгана, тебе уште еднаш ќе ти се заблагодарам што одвои време и што еве направивме уште една разубавена епизода. Сите вас кои што еве не следевте до последнава секунда, фала ви што одвоивте време да проследите оваа содржина и се надам ви инспириравме за некој нов чекор и одлука. Тука се одјавуваме, ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!